Полицијата расчисти случај на злосторничко здружување во Македонска Каменица. Вкупно 9 лица се организирале за да ја купат поранешната управна зграда на рудникот Саса. Меѓу пријавените се и екс-градоначалник на Каменица, стечаен управник и локални бизнисмени. Сите тие на еден или друг начин го прекршиле законот и меѓусебно поделиле 16 милиони денари во вид на простор, а противправно се офајдили и со 245 метри квадратни простор во приземјето на зградата. Почетоците на случајот се во 2006 година, кога тогашниот градоначалник и локални бизнисмени формирале фирма која имала само една цел – да ја купи управната зграда на САС. Прво пријавениот како градоначалник на општина Македонска Каменица најпрвен преку Советот на општината донел одлука за купување на 50% од управната зграда, а подоцна без одлука на Советот, самоиницијативно и без образложение ја повлекол, а се со цел да правното лице МККМ да може да ја купи целата зграда. Потоа зградата ја поделиле меѓусебно. Организирале продажба на управната зграда без при тоа да го евидентираат приземјето. Откако се стекнале со собственост на целата зграда, со купопродажни договори ја префрлиле на дел од пријавените, меѓу кои и градоначалникот, кој се стекнал со 25% од истата, а без да уплати парични средства. Една година подоцна, иако приземјето со површина од 245 метри квадратни простор не било вклучено во продажбата, тие го третирале како свое, па побарале и добиле одобрение за негова пренамена и адаптација. Одобрението го издала општината, а главниот збор овде го имал градоначалникот. Поради ова, сите 9 мина ќе одговараат за неколку кривични дела: злосторничко здружување, злоупотреба на исправа со невистинита содржина, фалсификување исправа, злоупотреба на службена положба и помагање.